Почитуван пратеник Ивановски, оваа дебата меѓу вас и мене многу ме потсетува, пошто со спортски жаргон почнавте, јас ќе ви одговорам, многу ме потсетува на дебатата меѓу Арсен Венгер и Алекс Фергусон, кога Арсенал освојуваше титули, Јани добро го знае тоа, 2002-2003 со Беркамп и со Анри, а Фергусон тврдеше дека Манчестер Юнајтед е подобар. Меѓутоа, резултатите покажуваат и бројките кој е подобар во секоја ситуација и јас ќе останам на таа дебата со бројки да ви докажам дека ВМРО ДПМН во овие 7 години е многукратно подобар во резултатите во однос на СДСМ и многукратно подобар од сите земји во регионот како влада, како резултати Македонија ги оствари, што ги оствари во овој период. Првиот податок за кој што вие секако би сакал да се изјасните е како според вашите објаснувања дека се е лошо во Македонија и дека лошо сме работеле, вкупно во овие 7 години Македонија оствари просечен раст од 2,8%, кој што е петти најдобар во Европа. Само 4 земји, Турција, Полска, Словачка и Црна Гора имаат повисок просечен економски раст во овие години, а 30 други земји во Европа се зад нас, господине Ивановски. Значи, не можам да ве разберам како економист, сакате да кажете дека Македонија можеше да остварува стапки од 7% раст во овој период. Ако тоа го тврдите, тогаш имаме сериозен проблем и јас не можам да ви одговорам на тие прашања, бидејќи се дисквалификувате себе си како економист. Во услови на криза, Европската унија во исти период оствари просек од 0,8%. Македонија има 2,8%, значи сме работеле подобро отколку земјите во регионот и другите земји. И на тој начин сме направиле максимум во тие околности во кои што се работел. Второ, господине Ивановски, зошто упорно одбегнувате да ја прифатите вистината дека Джонсон Контролс отвори 325 работни места? Тоа се 325 семејства. Зошто вие не помогнавте да се отвори таква фабрика? Во Штип Джонсон Контролс 768 семејства се хранат од платата што ја добиваат. Зошто вие не отворивте една фабрика, пак имаше две? Уште толку семејства ќе има добра екзистенција. Во Скопје Джонсон Мети 448 фамилии се хранат од новите работни места. Кемет Електроник 177 семејства, Протек 50, Технохозе 32, Ванхол 250, Кромберт и Шуберт во Битола 800 вработувања има сега. Ке има 3000 вработувања до крајот на реализацијата на инвестицијата. Замислете, господине Ивановски, ако и СДСМ работеше така лошо или добро, како сакате квалификувајте го, и отвореше уште една фабрика во Битола. Или во Кавадарци да отворевте, еве 1050 вработувања има во Дрексер Мајл. Зошто вие исто така не отворивте една фабрика, па така ќе ги решававме проблемите на граѓаните, заеднички немаше да се обвинуваме дека граѓаните немаат перспектива. Ние во овој мандат, во услови на криза, успеавме да се отворат 4028 работни места во овие фабрики и ќе се отворат уште 7000 до крајот на реализација на овие инвестиции. Благодарам. Благодарам. Господин Ивановски, Ивар има контрреплика. Не ви ја разбрав аналогијата со Арсенал и Манчестер Юнајтед. Јас не сум навијач на Манчестер Юнајтед. Ама не знам што ви беше тезата. Океј. Господине Ставрески, вие ли сте тој кој што за 2012 ветивте раст од 4,5%? Вие, на оваа говорница, заврши со минус 0,3. Само тој пат, само тој фрапантно промашување на економскиот раст ми дава легитимно за право да се сомневам во вашите проекции. И господине Ставрески, јас не се воопшто потресувам, напротив, сакам да има странски инвестиции, јас ќе ги поздравам и нови работувања. Тие се за добробит на сите. Но јас ви кажувам дека за да ги донесете тие 200, 300 или 500 вработувања, цената што ја плаќаат сите е 2000, 3000, 5000 нови невработени или седење на завод, бидејќи ги плаќат овие фирми со 50% од законот за помош, а во македонските компании не инвестирате ништо. Напротив, им ги зимате преку казни, санкции и преку лош економски амбиент и нестабилна правна структура. Тука фундаментално се разликува. А Манчестер пак ќе биде првак. Благодарам.